А сега да погледнеме дел од владината пресконференција на тема економски мерки на владата за време и по COVID-19. Почитувани граѓани, драги новинари, на оваа пресконференција ќе ве запознаеме со мерките што владата ги превзема за да надмине на оваа криза што е со короната. Значи, како што знаете, сите дупката во буџетот ќе изнесува околу 700 милиони евра и заради тоа ние мораме да облажиме таа дупка, зашто сепак дупка од милиарда не е играчка. Во таа смисла ние ќе обезбедиме минимална плата за сите вработени од 14.500, што се ова за месецот мај и април, заради тоа што ќе биде тешко, верувајте, таа ќе биде тешко, таа дупка од милиарда и 200 ќе не погоди сите. Во овој момент најважно е да ги спасиме што повеќе животи, фокусирани сме на тоа, меѓутоа како сите одговорни општества во Европа, дупката од милиарда и 500, милиарда и 800, не сум сигурен колку беше, нема сама да се пополни. Во таа смисла разговаравме со банките ние, тие ќе ги намалија своите ратите ги одложија само со каматите, сега и тие нешто мора да живеат, зашто сепак дупка од 2 милиарди не е играчка во буџетот, знаете како. А да речеме опозицијата тие предлагаат да чепнеме ние во пензискиот стол, во вториот стол. Па како да чепнеме, тоа се пари на граѓаните, 500.000 граѓани има тамо. Тоа е како да му брснеш во џебот. Ние сепак имаме некои демократски вредности, га имаме како држава европски, така да не смееме тоа да го дозволиме. Тоа е исто како да му брснете во штедната книжка. Затоа ние друга мерка преземавме. Ние земавме од администрацијата да ја пополниме таа дупка од 2 милиарди и 500, меѓутоа не сакаме, има и тамо луѓе кои што си работат поштено, како така. Затоа ние ќе преземеме мерки само од функционерите да им ги скратиме платите на минималец на 14.500. И сега вие, кога не обвинувавте зошто толку министри нови има и директори и така натаму, све беше тоа со план. Да ве прашам јас, ако не запослевме толку многу функционери, од каде ќе крадевме сега за да пополниме оваа дупка од 3 милиарди и 200? Така да, ние како одговорна влада имаме одговорност за тоа, бидете спокојни. Благодарам.